Еве ме пак на Солунскиот фронт. Оваа гранична линија која ја дели Македонија е судбинска за мојот народ. Линија која ја подцртува бесмисленоста на вековните војни, поделби и сите тие изгубени животи во име на некои туѓи светски интереси. Овој регион е населен од предантичко време со докази за првите леарници на железо од пред 1200 години. Во овој крај е најголемиот антички македонски град и домена и градовите Гординија и Исарот. Се верува дека гевгелискиот дијалект е најблизок до античкиот македонски јазик. Гевгелија се наоѓа на самата граница со Грција, на 50 метри надморска височина во подножјето на Кожув планина. Делницата Гевгелија-Кожув е единствен пример во светот каде на кратко растојание од 37 километри имате комплетна ботаничка градина со сите растителни варијатети. Медитерански растенија во Гевгелија, зимзелени шуми на врвот, а на патот кон смрдлива вода покрај Коњска река ќе го забележите ендемичниот вид растение гол човек. Единствено зимзелено дрво, кое што 2 пати годишно ја менува својата црвенкаста и лушкаста кора. Ова дрво се веќе гол човек. За да не настине, ќе го покриеме. На патот кон ски центарот поминуваме низ местото наречено Смрдлива вода. Се наоѓа на надморска височина од 850 метри, а познато е по минералната вода и незината лековитост за стомачни болести и заболување на бубрезите. Во античко време Олимп била планина на боговите, а Кожув планина на џиновите. Затоа и ден денес еден од врвовите на Кожув се вика Дзена. Името Кожув потекнува од кожувче од јагнешка кожа, што го носат овчарите за заштита. Затоа ова е место каде што можете да се засолните и да го најдете својот мир. Поради граѓанската војна во Грција, планинските села се раселени, а долж границата со Грција, која оди по врвовите на Кожув, било забрането движење. Затоа дури сега го откриваме планинскиот масив Кожув Нивче. За среќа, Кожув ја зачува својата природа како последна еколошка оаза во Европа. Ова е центарот на географска Македонија. Она позади е Лерин, таму е Нидже, а она онде е Пелистер. Ски центарот Кожув е супер модерен центар за зимски спортови кој нуди фантастични услови за скијање и сноуборд. Местово е вистинска реткост. Долги патеки, безпрекорно подготвени, супер модерна опрема за превоз и безбедно скијање, додека во лице видува мирисен ветер од Егејското море. Скијање на Кожув е сега ќе видите како тоа изгледа. Без разлика дали ќе дојдете на скијање или планински велосипедизам, планинарење, јавање коњи, лов на пастрмка, спортски подготовки или наблюдување на птици, на Кожув ќе се чувствувате полни со сила како џинови. Тоа е поради нечепнатите букови и елови шуми. Ако не сте знаеле, буковата шума го испушта најдобриот кислород за човекот, бидејќи помеѓу другото содржи и антибиотски својства. Еловата шума пак произведува кислород богат со етерични масла, кои на вас делуваат смирувачки. Од врвот Момина чука можете да најдете 33 извора на чудотворна планинска вода. Ова е патот, или по гевгелиски патот на 33 извори. Се верува дека ако во исти ден се напиеш вода од сите нив, најмалку еден ден повеќе ќе живееш во животот. Бога ми, јас убаво си се изнапиш, а ви препорачувам да дојдете и вие. Арбатарби гевгелиско, цела турска гавази. А доколку го посетите Кожув во периодот јули-септември, имате ексклузивна можност да дегустирате бројни локални специјалитети. Ела ваќе, понаваќе, да ти кажам 2-3 лафа, останаја 2 патрона, прв за тебе, втор за мене.
Ostanaja dva patrona, par za tebe, vtor za mene. Tatkovino mori. Ajde, zarno zubo. Da žive Makedonija.